Добар ден, почитувани гледачи, ја следите програмата на ТВМ телевизија и го следите најновото издание Најокланата. Овој вторник во целост посветено на децата без родители, децата штитеници на домовите без родители. Меѓутоа, приказната за животот на овие деца и за тоа со кои предизвици се среќаваат малку подоцна во животот од кога ќе излезат во домовите, бидејќи не завршува приказната, туку вистинската борба, предпоставувам, нашиот гостин денес ке каже дека навистина тогаш почнува во животот, па така, ајде да кажеме, човекот кој што ќе ни ги открие сите детали, или барем повеќе од деталите, господинот Илија Јовановиќ од Сдруженијето Градиме иднина, мој гостин денес во Јоклавата, последна навистина долга пауза од, мислам дека 3 години. Добре дојде во Јоклавата, добре дојде во ТВМ телевизија. Поздрав до целата екипа на ТВМ, поздрав до сите слушатели, до сите гледачи и граѓаните на градот Охрид. Илија, разговоров ќе го започнам со еден извадок, едно интервју, не знам за некој, мислам дека е портал, интернет портал, го имаш правено. Ќе кажеш дека си се сретнал во животот со ситуација кога си заминал со оглед на тоа што за тие што не знаат, едно си од децата кој било штитеник на домот без родители, на дом за деца без родители 11 октомври. Тоа што мене најмногу ме погоди, велиш дека како едва да чекале да заминеш ти од таму. И дека вистинската се уште постои тоа. И за жал што се случува. Го чекат одредена сума, не сакам да зборувам за суми, ти дале одредена сума на пари и затоа и ја започнав така емисијата дека вистинската борба со животот да, на овие деца кажав, тогаш започнува. Да, кажав јас во изминатите години ние излеговме со 20.000 денара со една торбица и на улица без покривна глава, без вработување, значи буквално како кучињата што се на улица во цела Република Македонија, така и ние бевме третирани. Некои измени се направија, благо освежување можам да кажам, но стручниот кадар професионално каде што треба да ја врши службената должност, не ја врши како што треба, одговорно како и сите родители ние сега кои сме, и исто и јас, во улога на родител. Јас таа љубов, топлина, поддршка, грижата, носење во училиште, враќање, работење домашна задача, воспитување, казнени мерки доколку направи некоја грешка, значи тој систем воопшто не функционира и никогаш нема да функционира. Значи вработените доаѓаат кафенцето, цигарчето, работното време гледа да им помине, да им заврши, да си отидат. Што со децата без родителска грижа? Станува збор за институции во кои што пристапот би требало да е малку поразличен, сакаш да кажеш. Така. Меѓутоа ме интересира, има ли моменти на кои што со радост се сеќаваш? Не. Воопшто? Никогаш. Освен на дружењето со тие кои ти биле сопатници во животот, бидејќи ти биле браќа и сестри. За жал во тие домови, во згрижувачките семејства, децата без родителска грижа и без родители никогаш немале радост, среќа и подобар живот и нема никогаш да го имаат. Затоа што на нив им треба вистинската родителска грижа. Систем може да се направи, да се спасат сите бракови, сите тие штитеници кои патат и страда до ден денеска и во изминатите години, затоа што ние сме до ден денеска со последици и травми од самите институции, од самите вработени. Значи институции имаме во наводници како се работи. Значи домашниот систем кој го има и во домот тој систем не функционира. Може да функционира затоа што самите вработени си се чуват и си се штитат за своите деца кои треба да ги стерат на прав пат. Затоа ќе има слаб одзив на образование. Тоа што му е најголемата желба и што сака да му се оствари, не му се остварува, родендените, крштевките, лекарските прегледи, што со него, каков е процесот во образованието, дали има поплаки, нема поплаки, значи тој систем не функционира. За образованието, за образовниот момент во домовите и за оно што можам да кажам, ето била една рефлексија во тоа што ти подоцна ќе го правиш во животот, тоа што сега го правиш во животот. На голем број деца им возможи продолжување и добивање на едно неформално образование, поточно добивање на подобро образование. Дел од активностите кои што Градиме иднина ги спроведуваш. Да, ние ги спроведувавме. Не знам до каде сте сега, конкретно има ли уште? Да, уште си тече, значи тој закон, малце законските за учење на јазици.
Не се како што треба да ви кажам, затоа што не е баш направено како што треба и смислено да биде и да функционира за целата оваа категорија и за сите останати категории. Кога ќе се има една добра стратегија, добар план, верувате дека подобро. И јас еве ќе дадам еден апел, не ги понижувајте, не ги сожалувајте, стимулирајте ги, доколку државата тој им го пружи да учат и средно и факултет, магистратура и докторат, застанете позади нив. Да им објасните, да им покажете, затоа што на нас нема кој да ни каже до ден денеска, затоа што ние пак ќе кажам, имаме биолошки родители, за жал на некои се починати, на некои не, но ја немаме вистинската таа родителска рака. Добре. И од машкиот и од женскиот пол. Затоа се они и ги замолувам да ја пружа таа рака колку им овозможува времето и слободниот термин на професорите. Кажете ка оние кои што работат, вработените во домовите, се чуваат себе си за своите деца кои што ги имаат во домовите, дека гледаат само да помине работното време, меѓутоа дали можеме навистина вината да алоцираме во нив или во поставеноста на системот за, ето, да кажам, ајде, социјална заштита, социјална грижа за овие луѓе кои што се гледаат се уште според твоите зборови како статистички податоци, а не како живи суштества. Да, јас пак ќе кажам. Они се дојдени да им помине работното време и завршена е приказката. Систем може да се најде и решение доколку се стави клуч на вратата. Мислиш ли дека со поинаква кадровска прераспределба или со поинаква кадровска регрутација на луѓе со оглед на тоа што има луѓе во држава кои што претпоставам би сакале да ја работат таа работа? Да, има, значи има и заинтересирани семејства кои згрижуваат семејства, односно деца без родителска грижа и без родители, работат, но проблемот е системот не е направен како што треба. Пред се социјалниот, релација труд и социјала невладина, социјални семејства и оземање на родителската права, родителските права. Откако згрижувачот сака да земе, значи многу мал процент ги има, 6-7% да речеме еве, мал процент се за да се заинтересирани да се грижат за децата. Но повеќето не функционира тоа, да се грижат и да ги чуват како што треба. Едноставно ги третираат на друг начин како системот во детските домови. Ова беше грубо сликање на моменталната состојба и условите кои што ги им се на располагање на децата и без родители кои што се и во домовите и кои што подоцна ќе излезат. Меѓутоа ќе се вратиме едно 3-14 години наназад, за 2003 година кога е формирано Градиме Иднина. Зошто? Како се случи? Ние бевме препуштени сами на себе. Иницирачка каписла да мора да се организираме и мора нешто да направиме и да смениме сликата. Мораше пред се да се смени сликата, да има едно нешто ново во Република Македонија, да се реши стамбеното прашање, вработувањето, здравствените проблеми, процесот образование, покривна глава, оформување на семејства, да не се остават деца каде што ние генерацииве што основаме и семејства, каде што веќе сега пола и повеќето сме фамилиарни, нас, родителите, како што не оставиле, ние ако треба последниот леп што ќе го имаме, ќе го дадеме на децата, деца ние во дом не оставаме. И пример сме за Република Македонија. И Република Македонија треба да застане позади нашите брачни парови, да ни се реши пред се стамбеното прашање. Стамбеното прашање се уште не ни е решено. Ние плаќаме едноставно кирија на државата. Каде утре нашите деца? Кој гарантира за нашите деца? Што утре? Имате ли можност, ви се нуди законска можност да го откупите станот? Не. Едноставно за тоа воопшто немаат слух. Да се откупи станот или субвенции да добиеме. Јас викам, пак ќе кажам, кога владата дава и државата субвенции за земјоделци, за едни, за други, трети, ние што сме тогашка? Ѓубре за отпад. Значи ние се бориме да се зголеми наталитетот, децата да не се остават во домови и не третираат како социјалци. Ние тоа нема да го дозволиме. И тоа е трагично што се случува до ден денеска. Значи, нивната должност е да го решат секој проблем на секој штитеник и секој новороденче, доколку не се способни родителите. За жал тоа нема да функционира никогаш се додека ние ваква државата. Но според тоа што ми го кажа, ако лице од дом не сака да влезе во брак и не сака да формира семејство од најразлични причини, тоа не би можело да живее тука. Не може да ги подели трошоците, не може да си го олесни животот. Тогаш воопшто нема никаква иднина за него.
Знаете што, видите, како за брачните парови, како за штитениците, еднакво, законот е еднакво за сите. Дали сака да основа или не. Така. И многу е жално што и таков систем нема да се стимулираат. Јас пак ќе кажам, кривицата е во. И жално е што тие страдат од релевантните институции пред се од вработените. Треба тука министерот за труд и социјала да го реши тој проблем, да ги свика сите директори на состанокот, вработените, да им се покажат малце заби, тогаш ќе се работи. Тој систем еден период го имаше во бивша Југославија. Многу поуспешни генерации излегува отколку сега. Мислиш ли дека со луѓе кои што имаат емпатски предиспозиции, кои што се емпати, кои што можат да сочувствуваат и дека мислиш ли дека би се решил проблемот? Може мислиш ли дека не е друг проблемот? Мислиш ли дека системски фалат работи? Системски многу фалат работи. Повеќето да се ангажираат вработените во децата без родителска грижа и без родители во процесот воспитување, образование и правецот на патот. И како што имаме сегашни штитеници што завршиле факултет социологија, педагогија и така натака, тие треба да се вработуваат во тие институции. Верувате дека од тој кадар многу поуспешни генерации ќе излезат отколку сега тој систем што го има вработување преку ној, не знаеме кој што како и дали тоа вработено лице соодветно образован за соодветна работа, социјален работник со завршена социологија и филозофија и така. Тоа го нема и нема никош да трагично е, пак ќе кажам што секогаш тие страдат и ќе страдат и цел живот. Меѓутоа и колку факултети да има некој завршено и колку да е теоретски подкован за определена работа, додека не излезе на терен, додека не се соочи со вистинската ситуација, зборуваме конкретно за во дом. Тој треба да дојде да види како живеат во домот. Ако живеат во штитенички семејства, како ги викате, или згрижувачки семејства, тој треба да дојде и да види како децата живеат. Така не е? Немат време да излезат од канцеларија. Без разлика колку е тој соодветно образован. Додека не се соочи со тоа што се соочуваат децата без родители на терен, ефикасноста колкава би била. Речи си писна. Какви со седење во канцеларија. Така не е? Илија, во неколку наврати гледам дека го спомнуваш образованието на децата без родители, без разлика дали се во згрижувачки семејства или се во домови. Е ли тоа најголемата болка? Да, најголемата болка, затоа што ние, како невладина организација, се обративме до сите училишта, до сите детски градинки, да ни дадат база на податоци, што со нив се случува. И се подпишал меморандум за соработка. Некои училишта прифаќаат да соработуваат со нас и да ни дават лични податоци, да видиме што со нив се случува. Затоа што ние како организација, тоа што го работиме, сакаме да го подобриме нормалниот секојдневниот живот. Зошто? Затоа што јас како поранешен штитеник, тоа што сум го немал и сега како родител, што гледам и давам се од себе со сопругата, да тоа што го имаат моите деца да го имат и тие. Значи, кога може моето дете да иде на роден ден, кога може моето дете да му се слави првачи или полуматурска, матурска, сакам тој систем да го има и во оваа категорија. Пред се за социјалните категории и децата без родителска грижа. Они имат, но со бледа слика. Ќе направиме полуматурска, колку да се помине ред и ред. Посетуваат ли децата од домовите градинка? Има ли дискриминација? Има најголема дискриминација има во оваа категорија, во социјалните семејства. Трагично и жално е што тие деца никогаш не посетувале, нема да посетуваат и тоа е најголемата казна и болка за децата без родителска грижа, без родители и децата кои се со еден или двајца родители, кои живеат во полоши и средни нормални услови. Од старт ги осудуваат. Они има, да речеме, има одредени семејства кои слушнале дека имат услови да се запишат бесплатно, за нив е бесплатно запишувањето во градинката, но системот не е разработен како што треба. Релација, кажав, семејство, центарот, труд и социјала. Ајде, списокот да го извади Министерството, колку деца се запишани. Значи, јас еве дел од овие 50 фамилии што ги имам социјални семејства, значи 15 на деца ние не можеме и отпор имаме да не ги запишуваат во детските градинки, затоа што со закон им следува бесплатно сместување, престој и прехрана.
за социјални. Тоа е донесен со закон од страната на владата, што добар пример е. Во изминатите години тоа го немаше, добро е што се направи. Но зошто ние пак имаме обструкции со законот, зошто не ги прифаќаат? Дека биле проблематични, дека не биле бањати, значи со тек на време ќе си се склопи целата коцка и ќе си се доведат во ред, затоа што ова е нешто ново за нив, каде што никогаш го немали, ниту пак знаат биолошките родители. За момент на социализација. Така. И треба со време, сите со полнојусти сакаме да кажеме дека треба да ја подигаме свеста кај населението и дека од мали деца, од мала возраст треба да се социализираат. Да, тоа е вака се. А ти имаш законско решение кое што те турка настрана. Да. Значи он има право да се со закон. Значи ние имаме семејство од Велес, 4 деца воопшто не сака да ги примат. Значи апелирав до градоначалникот, притискав, се јавував и само успеавме едното дете да го запишеме во од прво до 9 летка во образование. Значи која е целта на организацијата? Да се спасат нивните бракови, да им се изградат нови домови, да им се реновира, да им се помогне и подобри животниот стандард, двајцата или едниот родител да се вработи, доколку е нели едниот способен и доколку другиот не е, да се најде начин да нели добива еднократна или месечна социјална помош, а пред се највише ние децата да ги заштитиме, да се запишат во градинки, да почнат од годинка или од 10 месеци како што ги прифаќа градинката до 6 години и од 6 години до 9 летка да си продолжи со образование и потоа да по негов избор се запише во средното образование. Тоа ни е дел од програмата до сега. Добро, тоа горе-доле функционира. Имаме обструкции, но не се откажуваме и ќе го решиме тој проблем. Ќе се држиме на законот. А најголемиот проблем е што во изминатите години од 50 до 70 години воопшто ова не е работено со семејствата. Релација ќе кажам, Министерството за труд и социјала, Центарот за социјални грижи воопшто ги немат посетено. Ги имат еднаш, два пати колку записник и уви да се направи, што 360... За работата на центрите за социјална работа, јас имав можност да добијам некои информации кои што зборуваат колку социјалните работници имаме во Скопје конкретно, имаме социјален работник кој што треба да покрие 50 семејства во месец, што е физички невозможно да направи увид. И од тука она прашање самиот почеток од разговоров дека не станува збор само за мотивираноста кај вработените, само за желбата за помагање, туку дека ние имаме системски проблем во општеството. Не е ова само со мотивираност и со кадровска промена. Вие и да донесете некој кој што ќе е мотивиран и кој што сака да помогне и да излезе реално, после 2 месеци ќе прегори со оглед на тоа што колкава работа има, му се наметнува. Ние имаме, затоа што станува збор за решавање на проблеми кои што не се од статистичка природа, работиме со жива материја, работиме со луѓе, работиме со деца. Илија, кога го формираше Градиме иднина, знаеш ли уште тогаш во која сфера сакаш да работиш, кои се оние проблеми на кои што најмногу и подхитно треба да работиш? Ајде да не решам да се решат, пошто многу тешко некои работи се решаваат, меѓутоа да помогнеш да им го олеснеш животот. И како ја подели работата и оние работи и обврски кои што сте ги зададе сами од себе и на сите останати кои што го чините Градиме иднина? Приватниот мојот живот го вложив во здруженијето. Мојот приватен живот јас го немам видено буквално со убав ден и радост. 2 деца имаш, сопруга имаш, уботи оди. Не, од тоа да, за изминатите години. За изминатите години немаше што да правам и се зареков и пред Господ и пред сите дека мора од негде да почнам, мора нешто да се случува и да се направи во оваа држава, затоа што пак ќе кажам, систем има, може да се најде системско решение, да се работи со овој кадар на цела социјала во цела Република Македонија, каде што може да се подобрат условите, да се работи стручно, одговорно, сериозно, педагози, дефектолози, социјални работници, логопеди и така натака. Значи тој проблем може да се реши, но не знам тој систем како да го изработат, како да го направат. Тоа е многу трагично што ова. Втора работа, јас почнав и го вложив приватниот живот да го вложувам во организацијата да се случи едно нешто во Република Македонија, да нема криминалци, да нема проституција, да нема самоубиства, да нема погреби, да нема ред други работи, да не се случува најлошото нешто од оваа категорија. Затоа што молиме Бога да ја работиме социјалата,
тешка и не можеме да ја сработиме. Кога ќе ги, ако некој те праша, ево јас те прашам сега, да ги идентификуваш најголемите проблеми со кои што децата без родители, без разлика каде се и како се згрижени во нашава држава, се среќаваат и на кои што потхитно би требало да се работи. Да работите граѓанскиот сектор, да работат прети се државните институции, затоа што тие според закон треба да се грижат за овие деца. Каде би ги идентификувал и кои се тие? Можеш да кажеш неколку барем од нив. Вака ќе ви кажам. Начнавме стамбеното прашање, од кога веќе ќе излезат. Еден. Го начнавме проблемот со образованието, претпоставувам, тоа е друг. Тоа е веќе решено, комплет е се решено за децата без родителска грижа. Едниот проблем го решив. Го најдов системот, го решив и тоа што го барав го постигнав. После цели 14 години. Добро и што и некој слух имаше во владата и во државава да го реши тој проблем, најболната категорија да ја извади од буниште, да го истера на прав пат. Сега ние се соочуваме со втор проблем во Република Македонија. Во изминатите од 50 до 70 и 110 години може да кажам, не е работено со овие социјални семејства. Што со овие? Зошто систем не е направено, зошто не е работено како што треба? Прво имаме многу невработени родители. Многу деца, значи имаме ние 18.500 деца кои не одат во училиште. Имаме деца кои во цела Република Македонија 2000 деца имаме што питашат на улица, кои ги злоупотребуваат нивните биолошки родители. Па воведуваа некој систем дека ќе се одземат родителската права, дека вака ќе се направи шелтер, центар, има ли случаи во Македонија на одземање на родителското право? Па има, да. Има, ама не е доволно. 1500 деца имаме кои се без изводи, без лична документација. Без матични броеви без матични броеви, значи имаме. Баш као од оние кои што се бегалци за време од Косовската криза, знам дека во тој период имаше многу лица во Македонија без матични броеви, без било каква документација, меѓутоа имаме и други. Да, имаме, значи имаме од македонци, имаме роми и останатите кои стварно се од ова социјална категорија. И многу трагично е што никој ова не го решава. Значи нема кој да им го даде правецот на патот од семејството. Дајте, јас ќе ви помогнам, ќе ги извадиме. Значи ниту министерството за матични книги и евиденции што ги водат тие, дајте да речеме ние тоа да го решиме како држава, како институција. Може да се реши. Овие категории од каде средства ќе најдат за документите? Прво колку е потребно, ако е 6 или 15 члено семејство, од каде средствата ќе ги обезбеди? За сите, за регистрација на сите. И трагично е што во Република Македонија немаме доволна статистика колку се без изводи, колку се здравствено непријавени. Има ли некаков податок за деца без родители општо во Македонија? Да, има. Голем податок, но најтрагично е, пак ќе кажам за децата без родители, како родител мене ме боли и ме загрижува нивната здравствена состојба. Што се случува со нивната здравствена состојба? Право на здравствена заштита, колку од нив користат? Не знам. Трагично е што ниту стоматолог немат посетено, ниту пак очен, ниту пак кардиохирург, ниту пак и многу други здравствени проблеми кои ги имаат. Да ги решаваат. За жал никој тоа не им го решава. Кога кажав кај моите колеги, пријатели и познаници кои ќе ми гостува во емисијава, имам едно прашање со нарачка за тебе. Затоа што јас не можев да најдам. Дали се уште важи оној закон за присвојување на деца дека можат родители до 40 години? Или таа старосна граница е поместена? Мислам дека се уште е, јас... Дека до 40 години? И чисто ме интересира твое мислење. Мислиш ли дека би требало да им се дозволи на родители повозрастни кои што сето поминале, да има толеранција? Да, јас себе пример да сум министер за труд и социјала би како му се одзима родителското право. Прво ќе им дадам еден фидбек на родителите. Ќе ве вработам, ќе ви обезбедам све да се грижите за детето. И на секој 2 недели, на секоја цела една недела ќе им праќам контроли. Од Министерството и од Труд и социјала и здравство. Што би требало да е вообичаена, мислам дека е вообичаена пракса. Не се грижат. Прво ќе ја видиме здравствената состојба на родителите, дали се делумно способни или не се. Доколку не се да им се одземе родителското право и веднаш детето со закон, државата, владата и судот кој ќе го донесе што ќе го прифати законот да му се одземе одма родителското право, детето да не се смести во згрижувачко семејство ниту во дом. Него посвоителите кои чекаат на листата од 250 до 300, не знам баш одамна ги нема работено овие проблеми и не знам колку е анкетата на чекање на листата за посвоени,
прето ги имав доста податоци, но не губам надеж, пак ги следам состојбите. Ќе им дадам предност да ги посвојат. Да ги посвојат и детето да биде среќно, браќа, сестри да не се делат, да се посвојат. Посебен систем ќе донесам со стручен тим да се работи, кога треба да се каже вистината дека тоа дете е посвоено и по кој основ е посвоено, да не се дојде до оној голем шок и за посвоителите и за детето кое ќе биде посвоено. Така. Во некој период од 15 не, пошто со неколку стручњаци и експерти баш правев едно истражување кога да се каже вистината на ова. Најдобро е на поголема возраст да се каже, откако ќе се реши неговиот нормалниот живот, роден ден. Кога ќе се реализира, дали приватно, дали... Откако ќе си оформи семејство, откако ќе се среди се, да се каже вистината. Затоа што ако ние ја кажеме во 6-та, 7-та, тука е најлошото, пошто јас сум сега родител и внимавам премногу на децата да не ги понишам, да не ги повредам, да не ги го расправам детството. Се пубертет, после доаѓа 14-та, 15-та година, каде што до ден денеска секоја информација страшно се доживува. Да. Значи, а камо ли вакви информации кои најдобро е од 19, 20, дури ја би дал од 20, 20. Моје мислење е дека и од 25 нагоре. 25 е најдобро и ќе им дадам еден апел до сите посвоители. Почитувајте ги, сакајте ги тие што ве чувале, тие што ве згрижиле. Значи имало причина зошто не оставиле родителите. Но зошто во оваа држава тоа се случува? Државата труди социјала. Овој систем може да го реши, може да најде начин. Значи у контекст пред да се распадне бракот, брачно советувалишта, ние имаме брачни советувалишта. А тие се проформа, јас мислам дека тие се некои тела кои што се проформа, тоа е само проформа и не функционира. Значи јас сум имал брачни проблеми. Значи јас и жената ги решаваме. Мене не ми е потребно брачно советувалиште. Што ќе ми е кога ја од тоа нема ништо да добијам одговор. И колку тие социјални работници или стручни лица ги имаат релевантните информации за вашите проблеми? Не знам што да кажам. Ај ќе направиме една пауза, малку да одиме со еден блок реклами, а потоа ќе се вратиме и ќе зборуваме повторно за овие сензитивни теми кои што не само што ги тангираат оние кои што се штитеници на домовите и повторно ќе кажам децата без родители кои што се во згрижувачките семејства, туку сите нас. Одиме почитувани гледачи со блок реклами. Millions of people around the world believe we have been visited in the past by extraterrestrial beings. What if it were true? Did ancient aliens really help to shape our history? And if so, what if there were clues left behind, sometimes hiding in plain sight? What if we could find the evidence? Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални Саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Произведуваме метални каси за собни врати, комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и хитот во модерната архитектура, стаклени фасади. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани, индустријска зона Мороишта, Струга. Да се ужива во вкусовите на Медитеранот, значи да се ужива во јадранската сардина со врвен квалитет. Природно богата со омега-3 масни киселини. Ева сардина, од срцето на морето. Хотел Тино. Долгогодишен бренд на квалитет покрај Охридското езеро. Уживајте во богатството на вкусови од македонската национална кујна во пријатен и топол амбиент.
Хотелот располага со 52 соби, како и спа центар за комплетно релаксирање, со џакузи, сауна и парна бања. Најдобрите вечерни забави со акустична музика, врвна услуга и одлично вино за кои долго ке раскажувате. Ви нудиме убави моменти со вашите блиски. Хотел Тино. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер. Брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц. Струмица. Predsjedniče, ovako više ne može. Leti vruće, zimi i hladno. Hoćemo izolacione stanke. Stižemo. Pa hoće ovu bubanju. Doktore! Samo Bekament. Bekament termoizolacioni sistemi. Leti hlade, zimi greju, štede energiju. 10 godina garancije. Bekament, doktori za zidove. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во Мини Базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, фризерско студио Анита. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да ја разгориш страста? Да се препуштиш на моментот? Да ја вкусиш љубовта? Уживај во примамливиот вкус и богатството од зеленчук, што ги нудат крем супите на Подравка. Направи супа, создади чувство. Подравка. Back to America. 6 години после вонземската инвазија, еден циничен новинар се согласува да придружува еден американски турист преку инфицираната зона во Мексико, се до безбедната американска граница. What'd you find, Cortez? Look at all these people. Вечерва во 22 часот и 30 минути на ТВМ телевизија. Премиерно американскиот научно-фантастичен филм Чудовишта. Еде, почитувани гледачи, после кратката пауза и малиот одмор кој што го имавме со блокот реклами, ние продолжуваме со ова издание на Јокланата. За сите вие кои што ето сега почнавте да не следите, зборуваме со претседателот на Сдруженијето на граѓани Градиме Иднина, господинот Илија Јовановиќ. Зборуваме за проблемите со кои што се соочуваат децата без родители, меѓутоа и малку пошироко, да не речеме многу пошироко, зборуваме за социјалните проблеми кои што сите не тангираат. Илија, кога ја формираше Градиме Иднина и кога се регрутиравте, да кажем, сите вие кои што ќе се занимавате со проблемите од социјалната сфера на живење, знаеше ли дека толку добро ќе ви оди соработката со граѓански, со државниве институции, со и другите граѓански здруженија и со сите оние кои што можат, бизнис секторот, кој што го спомнуваме секогаш? Бев подготвен на многу судири, големи судири сретна во моите изминати 14 години,
Не им дадов слабост, не попуштив. Тоа што го зацртав и го наумив и програмата што беше за работа, ние тоа го постигнавме, им докажавме кои сме и што од нас излегува. Не просијаци, затвореници, уличари, бездомници, не основање на семејства. Баш ние изградивме семејства и то по дом имат сегашните деца наши. И тоа ќе го имаат, но трагично е што тоа изумре во домовите. Пак ќе кажам, систем има, може да се најде решение и тој систем да функционира како што треба. Но за жал, 50 штитеници, 50 вработени. Кој е тој систем? Што со тие се работи? Некој ги контролира тие вработени? Работат тие како што треба? Не работат. Значи јас, кога ќе дојдам од работа, прва моја должност е пресоблекување, миење рацете, ручење, со семејството, малиот си го тргам на страна цртани играчки колички, бидејќи мало е, со ќерка ми веднашка седнуваме домашната задача. Тоа го имало од 11 и јас тоа од тамо го превземав и го упи во мене. Тоа и мојата генерација го работи со нивните деца. Така. Не дојде од училиште надвор детето. Дури и мојата ќерка сум ја Не, имал... сега имаме малку пософистициран начин за поминување време без децата. Ето, јас немам семејство и деца, меѓутоа модерно е сега да ги запишеме на колку е можно повеќе курсеви. Ем знаеме кај ни се децата, ем не се со нас. Ние сме послободни. Јас вака ќе ви кажам, како родител. Тоа беше модерно еден добар период, па и сега. Уште е модерно тоа. Така, ги запишуваме на англиски, на германски, на карате, на кошарка, на све, само да не ни се тука до нас, а знаеме кај се. Јас знам кои периоди треба детето да почне од обуки, се додека не се описмени, се додека не се оформи како што треба, и се знае од 9-та, 10-та и 12-та може да се пушти. Никогаш не е касно со учењето. Прво пред се треба да како родител... Ако се јави добро реален проблем во учењето, на што спомна кога е потребна, кога се потребни ето мислења, совети од логопеди, кога имаме реален, ке повторам, проблем, а не некој измислен, фиктивен проблем, кој што во 99% од случаите родителите си го, дека детево има проблем со англиски, детево треба прво да има афинитети за јазик учење. И дека кај нас овде не се прават оние тестови за афинитетите на децата. Многу ретко се прават, речиси никаде, можеби во приватните училишта, во државните, јас не знам. Па не знам. Јас себе многу одговорно работам према моите деца. Меѓутоа ние сме експерти и секогаш сме на прво место за измислени проблеми. Барем тоа е мое скромно мислење. Меѓутоа, друг еден момент ме интересира. Колку децата, врсници на децата без родители, без разлика дали се во домови, сместени или во згрижувачки семејства, знаат како овие деца живеат и дали воопшто знаат за нив. Имало ли некогаш посета, додека си бил штитеник на домот за деца без родители, да дојдат деца од некое основно училиште или соодветно на возраста која што си ја имал? Не, никогаш го немало, нема да го има и најболно е... Мислиш ли дека би требало да го има? Треба да го има, треба. И треба да ја запознаем детето што со тоа дете како живее, како функционира и која е разликата домашно воспитување, грижата и негата, домот, и ќе се спои тука, па доколку тој пат се дозволи децата од училиштата да ги посетуваат домовите, верувате дека ќе има поголема радост, подобра еуфорија за децата и многу подобро ќе бидат прифатени од таа категорија, затоа што ние сега со училиштата, каде што подпишуваме меморандум за соработка и веќе 4-5 години завлегуваме во училиштата. Од 430 училишта ние 30 веќе ги добивме за добра, одлична соработка да се направи. На кој начин оди таа соработка? На кој начин се подпишува прво меморандум за соработка со директорот. Ги запознаваме кои се проблемите на ова, зошто ги држат во скриени нивни цели. Зошто прво со нив не знаеме што се случува. Не знаеме дали родителите се вработени или не се, дали имат матични извадено документи. Здравствената состојба не ја знаеме на нив каква е. Како функционираат, како живеат, од што преживуваат, како обстануваат. Училиштата, значи имате соработка со училиштата со оглед на тоа што училиштето представува институција, државна институција во која што тие мора да ја посетуваат. И тие би требало да имаат некакви сознанија
основни податоци. Да, они за ги тие имат деца. основните, добро е што училиштата на годишно ниво 2 до 3 пати спроведуваат хуманитарни акции, донации, средства собираат и баш за празници, за сите тие настани ги помагаат семејствата. Што утре со тоа дете? И зошто класот не биде запознаен, односно сите деца и класниот наставник што е во класот, да го запознаат детето, усвари на детето проблемот што го има, треба да ги запознаат сите деца и тие деца да застанат на неговата страна и тоа детето биде прифатено како сите што се прифатени. Утре тоа дете да иде на роден ден, па самите деца да му направат роден ден, доколку мајката и таткото не можат или семејството не може, значи сега ние имаме еден нов систем што ќе го известиме секој училиште во Република Македонија на тоа дете да му се направи роден ден, да се повикува на роден ден и да се цивилизира тоа дете, да биде прифатено во тоа општество, да не биде изолирано, да не биде дискриминирано. И друга работа, тоа дете да сите кога ќе слават полуматурски и матурски и тие да славаат. Така. Знам дека најмалку за што сакаш да зборуваш, ето и кој ми беше гостин во нас, онај материјален момент за тоа што градиме иднина, собрало или изградило, меѓутоа сите оние активности кои што ги правите одат од собирање на материјална помош, од ситни материјални работи кои што кажа одат од играчки за дечињава до градење на куќи. Меѓутоа немате, ето, да зборуваме за што све е направено, ми кажа еднаш во една прилика, ќе се видат луѓето, делата се зборуваат. Така. Да. За тоа што е направено, меѓутоа друго ме интересира. Колку најдена афирмативни вибрации од страна на бизнис секторот, оние кои што би требало да се општествено одговорни, кои што имаат пари, кои што им остануваат. Ние зборуваме во Македонија дека сме имале многу општествено одговорни компании. Имале ли многу? Со оглед на тоа што ти кажа дека би сакал да и си тропал на многу врати. И се уште тропам, да. Има, значи сите ние имаме општествена одговорност, како ја што имам општествена одговорност. Ја не се третирам како председател, општествена одговорност и си ја вршам функцијата. Колку ми се можностите, колку помагаат и колку донираат и граѓаните, компаниите и училиштата. И сите граѓани кои учествуваат во мојата хумана мисија, затоа што ја многу луѓе ги поттикнав да бидат хумани, да ја покажуваат и моите дела кажуваат и они одлучуваат дали ќе се помогне или не. Тие мене лично не ми помагаат, фамилијата не ми ја ранат, значи моите резултати се гледат на страницата од невладината организација. Така. Втора работа, сите ние имаме општествена одговорност. И сите сме должни колку толку да ја покажеме несебичната хуманост. За жал во Република Македонија народот и многу гиганти се себични во себе. Од премногу што имаат големи суми на средства, поголеми тендери што ги добиваат, и од премногу обврски што имаат, тие не знаат што прават. И тие немаат ниту слух, ниту хуманост, ниту почит, ниту пак жалост. Значи он, за да ја покаже општествената одговорност и да ја покаже жалоста, треба нешто да му се случи. Тоа е најтрагично. Или некоја грешка ако направил во животот, да го испере гревот во тоа. Тоа не е општествена одговорност. Одговорност е да дојде анонимно да остане, да се изгради, да се направи. Така, многу малку ги имаме кои што анонимно донираат, меѓутоа ги има за среќа. Да, ги има. Јас себе да кажам до сега, сите мои пријатели, сите спонзори кои стојат позади нашата организација, се повеќе и повеќе ја покажуваат несебичноста, несебичната хуманост, општествената одговорност, затоа што они гледат што се случува во нас. За 6 месеци ние 2 куќи направивме. Тоа никогаш во Република Македонија во изминатите години ни еден гигант го нема направено. Сега во последно време гледам се покажуваат и се тепат кој попрво да излезе во јавноста. Тоа со помош од некого, пак ето некој помогна. Што е убаво. Убаво е да се знае дека и ние сакаме да кажеме дека македонците сме хумана нација. Сега на паузава, кога зборуваме за општествено одговорните компании, ти ми спомна еден податок за тоа колку многу храна се фрла во нашава држава. Тоа сакаме да кажеме дека сме сиромашни, меѓутоа ето, фрламе храна. Да. Може ли таа храна некако да се искористи по... Јас себе апелирам до сите домаќински, до семејствата, овие што се домашните семејства, рестораните, бурекџилниците, останатите компании, не ја фрлајте храната, донирајте ја во
згрижувачките семејства, во детските домови, народни кујни има. Народни кујни во црквите каде што имат исто народни кујни каде што ги прехрануваат сиромашните и бездомнициве на улица кои се. Помогнете колку што можете, колку што ви дозволува. И јас себе исто ќе дадам еден апел до сите граѓани на Република Македонија, до жителите на Охрид. Не правете дополнителни луксузни трошоци за време на 7 дена, 40 дена, погреб, 6 години, 3 години, сите тие. Да, јас немам ништо против тие обичаи и адети. Јас себе гледам на погреби, кога кидам или напомени, гледам што све се случува. Помогнете им на сиромашните. Платете им сметки, струја, вода, кирија, каде што е одговорно семејство, каде што семејствата се грижат за децата. Затоа што нашата програма е семејството кој ќе го земеме во наши раце, со неговиот проблем и предмет, ние во рок од 3 месеци треба да ги вработиме, да ги вработиме родителите, децата да се запишат во училишта во градинки, да се одвива процесот нивни, целата наша помош се укинува. И тоа семејство го контролираме до каде и што се случува со тоа семејство. Ја пратиме целата нивна состојба. Значи, нашата организација до сега има вработено 3 членови од овие 50 семејства што се грижиме ние. Но во тие семејства има 6 деца, 4 деца, 12 деца, пак ние горе-доле ги помагаме. Кога ќе видиме дека Сдруженијето и семејството не може да го најде заедничкиот јазик, ние ја прекратуваме соработката со семејството. Зошто? Затоа што граѓаните кои донираат донацијата и помошта и компаниите кои ќе го направиме ние нешто, ние од тоа сакаме фидбек да видиме, одговор, да не е на улица, да е избања, да е среден, да е нормално да функционира, да не питачи и ред други работи. Така. Во овие 13 години како функционира град Меднина, какви се твоите искуства со Македонската православна црква и со Исламската верска заедница? Во смисла на барање и добивање помош за реализација на одреден проект, мини проект. Вака ќе ви кажам, во изминатите 3 години постојано ги напаѓам и ги критикувам и обвинувам свештениците, вработените. Јас сум голем верник, верувам во Господ, верувам во црквата. Не верувам во поповите. Кога на едно мое дете зимат крштевка 3-3.500 денара, и на првото и на второто, а за третото кое го чекам на пат ќе биде бесплатно. Треба бесплатно да бидат крштевките. Тоа е дадено од Господ, ќе правиме ние пазар, бизнис со децама. Значи on тебе ако сакаш да го крстиш, ако немаш пари, можеш или не можеш? Не можеш. Не можеш доколку некој се нафати. Зна да ти го плати. Да. Многу пати сме праќале до црквите писма дека ни се потребни средства за реновирање и градба на куќи, набавка за лекови, за болни и сиромашни семејства, каде што има семејства летен или зимски период или во тие 12 месеци доколку настигнат, не може да ги покрие средствата за лекови нашата организација. Од сите 120 или 140 цркви што се во цела Република Македонија, 10 цркви ја покажаа хуманост. Најмногу ми ја покажа во последно време Свети Наум од Охрид. Така. Црквата. Да помогне? Да помогне. Колку што може. Тие се на прво место од сите цркви. И има тие 10 цркви, кои 1000, кои 2, кои 500, кои 5000. Има ли сакаш да кажеш дека има и цркви кои што не ти одговориле? Многу, многу. Пред Великден, пред Божик, моето писмо обавезно им доаѓа пред празникот. Даровите да не се продаваат, кои ги даруваат граѓаните, затоа што тие дарови треба да идат од граѓани за сиромашни семејства, каде што го има тој систем во џамиите. А каква е ситуацијата со Исламската верска заедница, како е оттаму сте се обратиле за помош? Па не сме се обратиле затоа што они многу добро функционираат со нивните социјални семејства, им реновираат купатила, кујки им прават, ги помагаат, цело зимо ги покриваат со ова огневно дрво, значи со огрев, значи им обезбедуваат храна и ред други работи. Јас себе неколку такви семејства од албански и од овие другиве семејства ги имам посетено и ние тамо не завлегуваме да ги помагаме затоа што стварно има здруженија нивните што многу подобро од нашите функционираат и се грижат. Сега ние да речеме имаме семејства каде што не можеме дрвата да ги обезбедиме, а сите палиме огин за Божик. Јас немам ништо против тие. Тие се сега некои нови обичаи и адети што излегуваат што не е нај така.
Пред да почнеме со емисијава, разговаравме речиси на сива овие теми за кои што разговараме и сега да не заборавам, да направиме, јас така си сакам малку да ги чепкаме институции, без разлика дали се државни, дали се граѓански, дали се верски. Меѓутоа, рете да кажеме и за другата страна на медаљата. Постои ли злоупотреба на помошта која што ето граѓанските здруженија? Прво, дали има злоупотреба од граѓански здруженија како што сте вие? Друго, дали оние кај кои што пристига помошта има случаи на злоупотреба? Да. За жал, ние зашто секогаш, ние секое семејство кој ќе треба да се собира донација или помош, прво со договор помеѓу организацијата и семејството. Склучуваме договор. Со присуство на адвокат се потпишува од 1 до 30 или 16 члена се става во тоа. Секоја донација, секоја помош што ќе биде стриктно е само за таа намена. Нема купување клима или нов дужек, спална соба. Стриктно тие средства се за реновирање на куќи, градба на куќи и друга помош за здравствени проблеми. Затоа што ние имаме сознание, едно семејство што собира, не е битно која сума, средствата си ги пренамилиле за луксузен живот они да си пружат. Но налагата кратки. А ги бараја по кој основ средства? Ги бараа средствата за лекување на нивното собствено дете. За жал тие средства не биле за операција, него биле за луксузен живот да си поминат, одмори, реновирање дома и така натака. Јас се ви апелирам до сите граѓани, до сите компании кои сакаат да помогнат, лично самите нека отидат кај нив и да се уверат и целата комплетна документација да им ја побараат и ќе им дадаме еден пат и насока директно тамо да ја уплатат таа сума каде што е потребна за операција, за лекови или нека склучат договор со нашата организација, па нека ете преку нас се иде, па нека си следи состојбата дали се плаќа или не се плаќа, затоа што ние и ги казнуваме нашите семејства. Не може ти да му обезбедиш донација он да се луксузира. Куќиве што сега ние што ги градиме и што ќе ги реновираме, оние сме куќата да ја даде под хипотека, не сме да земе кредит, не сме да ја продава. И дури со неколку адвокатски друштва правам до ден денеска анкета и истражување куќата да се препише на децата, не на родителите, на децата. Затоа што ние не знаеме утре што. Родителите, што ќе направат со таа куќа? Кој ви гарантира дека нема да ја продаде? Не можеме ние да им веруваме. Значи, ние мора да ги врземе со тој договор, граѓаните да видат дека нешто и во нив се случува, дека се врзува со договор и мора, затоа што тие донации се од устите на граѓаните и од компаниите. Така. И тој дом го наследува по смртта на биолошките родители децата. Така. Ние правиме еден фактички децата да се собственици, родителиве да бидат едноставно корисници. Така. Затоа што тоа е мислењето на неколку адвокати. Затоа што утре они може да го прокоцкат животот на децата. А каде утре децата, каде децата би... Каде децата? Затоа што ние тие домови ги правиме да не се растурат браковите, децата да не се дадат во домови, ние како што бевме, и тој брак да се сочува. Затоа што ние си имаме грейс период за 3 месеци. Ако не успееме да ги вработиме уште 1 месец, јас зашто и некои поволности ги сечам и ги кратам. Не можеме ние социјален случај, или еве да речеме сега како што добива детето без родители 6.500, од 6.500 до 8.000. Не знаеме ние тоа дете дали го добива тоа. И како што нагласува Министерството, значи за многу семејства законот е за едни мајка, за едни маќа. Моите семејства кои ги застапувам од цела Република Македонија, па едно 20 деца мене не ми посетуваат бесплатен одмор, летување и зимовање. По кој основ? По кој основ се одбиени? Каде што и на нив им следува. Аплицирале или прво не биле не биле известени, ниту пак слушнале за ова. И јас веќе почнувам тоа да го нагласувам кај семејствата и они сакаат и ги исполнуваат условите, но треба да видиме сега каде е причината и проблемот. И по кој процедури и правила им следува или не им следува. Јас пак ќе кажам, системот не е разработен како што треба во Република Македонија и во Министерството за труд и социјала. За жал, ние во Република Македонија имаме 545.000 лица кои живеат во сиромаштија. Тоа го знае Министерството. Секој четврто дете живее во опасност. Опасност. Не е избањето, не е исчислано, образование, лична документација, здравствено осигурување, здравствениот проблем. Во кого е проблемот? Се знае. Значи јас
децата без родители, без родителска грижа. Ова е документација што не им е решено до ден денеска уште стамбеното прашање. Ова цела папка ја има Министерството за труд, односно за транспорт и врски и владата на Република Македонија. Веќе Министерството и владата го знае проблемот и се знае на кого треба да се реши. Кога за едни функционира законот, ќе функционират и за овие. Сега некои добиле, некои не добиле, но се чекат на листата. Значи, ние не бараме да се градат социјални станови, ние бараме да им се подобрат условите, да се реновира, да се оспособи со нови темели или од темели да се копа куќата, да се направи и тоа дете да не иде во дом, да не биде на улица и да не биде обележено. Тоа пак ќе биде обележено, но апелирам до сите родители, децата кои им посетуваат настава, да не ги понижуваат домските деца или социјалните семејства од дете од дом. Застанете на нивната страна, помогнете им, сплотете се, сближете се. Јас еве мој Јас не верувам дека, и затоа ти го постави пред малку прашањето, јас верувам впрочем дека постојат до ден денес деца кои што се со родители, кои што живеат нормален социјален живот, дека не знаат дека постојат деца без родители, кои што живеат по домови. Па не затоа што и затоа ми беше муабетот, треба да се организираат посети, тоа не е нешто деградирачко, туку системов на вредности на денешниве деца малку да им го разнишаме од темели, бидејќи зафатија по да имаат некои вредности кои што... Затоа ние сме тука невладините да ги подсетуваме, да ги известуваме. И јас пак ја кажам, до сите родители, до сите училишта, до сите директори, до сите вработени што се во тие училишта, прифатете ги какви што се, не ги обележувајте, помогнете им кога им е најтешко, кога е најпотребната помош. Јас пак ја кажам, не е само дајмо го ти пакетот, ние спроведовме акција, хуманитарна, завршена е работата, утре он го гледаш пак на улица, питачи, не е избањат, не е изшишан, затоа што ние сега ќе направиме еден добар план. Процесот на интеграција на тие лица во општеството е многу потежок отколку давање на помош. Ти можеш да му даваш помош, меѓутоа до кога? Се поставува прашањето и да имаш средства, ето како граѓанска организација, си аплицирал, си направил проект, убаво си го осмислил, си добил грант однадвор од предпристапни или не знам какви фондови се и ти можеш да даваш, ќе земиш две семејства и ти можеш да даваш, како што кажав, ќе направиш еден проект убав и ти можеш да даваш, меѓутоа до кога? Ако тие лица не ги интегрираш да станат дел од општеството. Јас пак ќе се навратам малце. Значи нас ние, децата во училишта, во градинки, родителите да се вработат, да не бидат зависници од социјална помош, каде што трагично е 2500 денара. Крај, не сакам, ама еве. Постепено тие чекори ги се нуди можност, тука се потребни, ето имаше, бев во можност да видам, има група на граѓански организации кои што планираат во догледно време да достават иницијатива за нешто во врска со сиромаштијата и со тие, со социјалната парична помош, кажано популарно СПП ја викаат, социјалната парична помош, да може да ја заработат, да им се тоа што го кажат и да им се понуди можност да може да ја заработат, не да ги добиваат тие 2500 денари или 3000 денари, колку и да се. Туку да имаат можност да ги заработат и тука е време момент што зборувам дека ќе почнат така да се интегрираат во општеството. Да. Со ова социјална помош, они кои ја добиваат, ги прават хендикепирани, инвалиди, нека не ми греши душата, не ги понижувам, повредувам инвалидизираните лица. Тие добиваат, го добиваат на епитет социјалец и готово. Мислам, такво општество сме за жал. Мене ми е жал да кажам, меѓутоа ние стигматизираме на секој чекор, по секој основ. Да, зошто сме ние такво општество? Систем може да се направи, можеме да го направиме, но нема кој да го потикне да го направи. Ако ние, владата носи странски инвестиции, таа инвестиција што ќе дојде во Република Македонија, ти си должен законски да вработиш 30 социјални случаеви. Како тие се вработуваат, така овие. Тие примања, истите примања. Нема да има социјалци, нема да има социјална помош, нема да биде терет на граѓаните на буџетот, нема да се бара по училишта помош за нив, нема да се бара школски прибор, храна, облека и ред други работи. И втора работа, владата треба да застане позади сите компании да им даде поволности, за да ги стимулират овие социјални случаеви. Имаме и стари закони, Илија, закони, например, имаме закон за нега, за хендикепирано лице, кој што вели дека за таа парична помош, дека лицето добива до 26 години парична помош. Станува збор за закон
од 70 и некоја година од СФР кој што буквално го имаме препишано. Нешто што во денешно време треба потребни се одредени измени. Родителите што се разведени и кои не се разведени, доколку добие К15 од работа, им се укинува детскиот дотаток од во износ од 750 денара дете што зима. Значи, еве сега, еден закон донесуваме, другиот не одговара. К15 зима само храната мајка, 4 години татко да не плаќа алиментација. А мора по закон да добие регрес? Мора по закон да добие регрес? Но, ако добие К15, 750 денара, секој месец кој му следува на детето, се укинува. Детето нема да проси, нема да кради, нема да иде на училиште. Така. Потоа, постојана парична помош 4.500 денара. Што ќе направи тоа дете? За висината на сумите да не зборуваме. Илија, ни остана уште толку време да ги кажи само накратко идните планови, на што моментално работите? Ние сега моментално ги стопиравме сите проекти, дека во овие социјални семејства има и многу манипулации и злоупотреби. Така? Ја порано многу се потресував, леле, овој нема дом, нема вака, нема така. Значи, јас тоа што ќе го одлучам, го одлучуваат граѓаните. Не може он моли Бога помош да најде, ти му даваш, од другата страна он се истиот пат го тера. Питачење, не идење на училиште. Значи, јас правам контрола и во училиштата, дали иде, не иде, родителот иде на работа, не иде. Тогаш ја... Тој кои што донирале кај тебе помош да ја оправдаш, предпоставувам. Мене не ми е за оправдање е едно, да има одговор, фидбек, да не биде на улица, да не проси, да не кради, да биде избања, да биде ишиша. Таа куќа јас зошто ја реновирам, тој дом зошто јас го правам. Сакам да тоа дете биде среќно и семејството да биде среќно. Друго ништо не сакам јас од овие семејства. Ме воспитале во домот да бидеш одговорен родител. Тоа јас што го работам и со семејствата. И не ми е тешко да го споделам или да не го споделам. Ја баш го споделувам и сакам со некого да го споделам, само да остане историски. Да видат граѓаните едно нешто ново, затоа што на сите нас ние смачено од политика и од сериите што се така. Значи, целта ни е да нема разводи, децата да растат со двајца родители, да имат покрив на глава, да не бидат на улица и да оформуваат семејства, да ја градат иднината на Република Македонија. Не да се воведува се уште повеќе 545.000, од 500 до година ќе се зголемат уште 45.000 социјалци. Така. Трагично е за Република Македонија, јас пак ќе кажам, да работам во труд и социјала. И им го понудив тоа, да ме земат за 10-15 години, јас додека сум жив, па мислам дека многу фамилии ќе спасам и ќе ги усреќам, каде што ќе го вратам родителското право на родителите, децата да се вратат назад кај нив. Само треба ние, како Република Македонија, да ги стимулираме компаниите. Компаниите не се многу себични. Тие сака да ја покажат општествената одговорност. Законот за спонзорство и за донации не функционира како што треба, не е разработен како што треба. За вие како донатор, што сакате да донирате, тебе плюс ДДВ ти зима. На тие 100 денара што дава граѓаните, имаше голема прашина во Република Македонија, на тие 100 денара 18% ДДВ. Имаме и ние, меѓутоа и вие имате многу работа во годините кои што се пред нас и кои што доаѓаат. Мене ми останува да се заблагодарам за учеството во емисијата. Успех Илија на приватен, успех на професионален план. Едно мало внимание од нашата организација за сите медиуми, доделуваме благодарници. Благодарам. За вас едно мало внимание. Ние продолжуваме, не застануваме со проектите, продолжуваме, но ги стопиравме проектите затоа што пак ќе се навратам, во многу семејства има лаги, превари, злоупотреби, за кратко време ве направивме куќи, тоа све го стопираме. Дел од проектот ние уште 48 куќи треба да направиме. И апелирам до сите инвалидизирани лица да ми се јават на 070 и 078 717 905. Сакаме на 5 такви семејства да ги реновираме нивните купатила и да направиме патека каде што ќе се движи со количката, но ќе кажам, за семејства таму кај што треба да се помогне. Некаде што добиваат помош од сите страни, па да ги крие трансакционите сметки, ние правиме истражувања најмалце 3 месеци. Од кај добил помош, зошто добил, па дали треба или не. Затоа што еднашка се изгоривме, сега тоа нема да го дозволиме. Таа помош што ја обезбедивме за 5 купатила што сакаме да реновираме, сакаме на вистинско место да отиде таму кај што е најпотребно и им даваме еден услов
родителите кои се грижат за своите деца и што ги прифатиле какви што се во количка инвалиди, најмногу и на такви ќе помогнеме затоа што ете како една благодарност и грижа на родителите кои ете општествената, затоа што ова зошто го нагласувам. Има многу родители кои целосно се откажале целосно се откажале од децата, дури и да не ги погребуваат. Тоа е многу трагично во Република Македонија. Своите биолошки деца ги сместуваат во институции каде што знаеме какви се условите. Е неспособен за да функционира, јас да имам такво, ја не би се откажал, не би го ни дал. И ја посетив едната институција на годишно ниво, нека им служи на чест, Господ ќе ги казни, од казната нема каде да избегат. Од 10 до 15 штитеници во државната институција умираат и ги погребува државата во заедничка гробница. Трагично е што него посакам тоа на најголемиот душман да се откажи. Прифатете ги како што ги создал Господ и бидете до крај. Видов јас што се случуваше во таа институција. Така. Уште еднаш ќе ти се заблагодарам за учеството во емисијата и успех на приватен и успех на професионален план и продолжите со работата. Продолжувам и нема да се откажеме. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и вас, почитувани гледачи, за вашето внимание и ви посакувам убаво попладне. Ќе се видиме во следниот вторник.